сега е време за гости и малку поинакви теми. Нашата Слободанка веќе го пречека нашиот прв утринешки гостин, доктор Златен Мехмедович, директор на клиниката за физикална медицина и рехабилитација. Добро утро ви посакувам, доктор Мехмедович. Добро утро, ви благодарам за поканата. Добро утро и Слободанче и тебе. Добро утро, Сузе. Верувам дека одлично. Верувам дека ќе имате многу гледан и почитуван разговор со оглед на тоа што нашата публика е 50 плюс и тоа како на сите ни е потребна рехабилитација. Само што зборувавме за тоа како да не слушне. И верувам дека кога би имала можност да ни поставуваат прашања, дека многу би сакале да ве прашаат, но сигурна сум дека времето рационално добро ќе го искористите. Ќе го искористиме со совети и најдобро намерни се разбира и многу убаво кажа 50 плюс, па си се насмеав затоа што сме нели тука. И ќе зборуваме за тоа што ни е најпотребно и во овие години, но и се разбира и за повозрастните, како и да е. Физикална терапија, едноставен ни е насловот. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро уште еднаш и благодарам за поканата. Секако, секогаш добре дојден, за да си имаме еден конструктивен убав разговор и секогаш добри совети од ваша страна до сите наши гледачи, па и ние тука спаѓаме. Да, физикална терапија. Сега симптоматично е тоа што кога ќе надојде или доаѓа пролета, зошто секогаш повеќе ги чувствуваме оние болки кои претходно сме ги чувствувале, но не во токму таа фаза по-силна, да кажем. Кога зборуваме за промените на времето, треба да зборуваме за неколку аспекти. Зборуваме за промена на температурите, зборуваме за промена на влажнота и зборуваме за промена на воздушниот притисок. Сите три елементи, заедно или посебно, може да делуваат на засилувањето на одредени симптоми кои што се манифестираат као одредени болести. Особено кај луѓето кои што ги чувствуваат овие промени со засилување на симптомите, а ги нарекуваме метеопати за тоа што се директно поврзани со промените на временските услови. Кај овие луѓе се сретнуваат вообичаено промени кои што се поврзани со ревматска природа и кои што доминантно имаат ваков карактер да бидат со засилени симптоми, токму во периодот кога поради наглата промена на температурата, невровегетативниот систем на организмот делува малку поинако од тоа што е вообичаено кога се наоѓа во комфортна зона и доаѓа до нагласување на симптомите. Да направиме разлика. Тоа не значи дека времето е причина за појавата на болест. Туку само ги засилува симптомите на болеста која што има сосема друга етиологија, има сосема друга причина поради која што настанува. И кога конкретно зборуваме за ревматските промени, кога зборуваме за ревматските заболувања, кои што после тоа ќе објасниме какви може да бидат, ревматските заболувања се потенцирани токму поради промената на временските услови и мораме да кажеме дека тоа не е случај кај сите пациенти. Така да одредени пациенти ќе ги почувствуваат тие промени, меѓутоа одредени пациенти и нема да имаат проблеми кои ќе има промена на времето. Да. И затоа велиме секогаш пред некое време се пошегува, ајде кажете вие што си ги имате ревматските проблеми, какво ќе биде времето, да. Тоа значи дека организмот чувствува нешто и пред да се промени времето, дали има вистина во тоа? Дали ние само гледаме на времето, повторно да се вратам на почетокот на разговорот, дали гледаме само како промена на температурата или дали гледаме само како промена на влажност. Затоа што во основа секоја промена на времето носи, како што кажав, три елементи со себе, и температура, и влажност, и во однос на овие елементи, промените кои што не ги гледаме, например, можеме денеска да имаме промена на температурата од 2 степени, меѓутоа промената на влажност или на воздушниот притисок да биде многу поголема. И тоа нешто реагира повеќе. И тогаш ќе има реакции, ќе кажеме дека ги пречувствуваме. Тие промени дека дефинитивно времето ќе се мени. Обично народот ги користи во обичајните термини, ме болат коските, ме вртат колената. Дури има и во песната ме врти колено. Така е. Меѓутоа, кога ќе ги прашате пациентите и кога ќе треба анамнестички да добиете податоци за тоа каква е болеста кај пациентот, токму се овие зборовите кои што ќе ви ги кажат и ние како доктори тоа го почитуваме. Значи буквално така, дословно така. Народски кажано, така. Ги ставаме во анамнезата затоа што анамнезата е онака како што ќе ви каже пациентот. Така. Сега кога зборуваме за физикалната терапија, многу е важно нели да знаеме и сите ние, вклучувајќи ме и мене еве сега, кога е најдоброто време и кога ние
треба да знаеме и да почувствуваме дека треба да започнеме со физикална терапија без разлика за што и да се работи. Сега да ги оставиме нели оние повреди кои што ги имаат некои пациенти, па е потребна рехабилитација и така натаму, меѓутоа оние симптоматики што имаат засилени, како што кажавме, кога има промена на време, а тоа се спондилоза, дискус хернија и така натаму, сигурно дека вие можеби повеќе ќе ги наброите. И кога се првите оние симптоми кога велат да, сега е време за физикална терапија? Ајде да почнеме од она што вие го спомнавте. Значи, кога зборите за спондилоза, кога зборите за дегенеративни промени кои што се јавуваат кај човекот, треба да знаеме дека по 30-та година секој човек има некакви, во некаква фаза, во некаков стадиум дегенеративни промени. До 70-та година тие дегенеративни промени го зголемуваат својот обем и го зголемуваат стадиумот во кој што се наоѓаат. А во 70-та година се смета статистички дека не постои човек на планетата кој што нема дегенеративни промени. Че тогаш се апсолутно изразени кај сите возрасти на популацијата, односно сите оние кои што достигнале до 70 години дефинитивно имаат дегенеративни промени. Дегенеративните промени се невоспалителни промени, кои што се хронични промени. Обично во 30-те години, кога ќе ги имате тие дегенеративни промени, симптоматологијата не е силна страна на тие дегенеративни промени. Нема да имате симптоми, нема да ги чувствувате. Треба малку повеќе да има прогресија на болеста, да има повеќе оштетување на, да кажеме, коскената рскавица која што се наоѓа помеѓу два зглоба, кој што практично го штити зглобот од понатамошно оштетување, штити и коската од понатамошни оштетувања. Во моментот кога ќе почне да се намалува таа течност која што се наоѓа во коленото и да се намалуваат одредени супстанции како што е хондротин сулфатот во коскената рскавица, доаѓа до оштетување на коскената рскавица, се појавуваат така наречени пукнатини, одлупување на рскавицата, па се јавуваат оштетување на коската во форма на остеопороз или во форма на цисти кои што се јавуваат во коската и се јавуваат така наречените карактеристични ревматски болки. За сите ревматски заболувања е карактеристичен тој ревматски болен синдром. Но симптомите веќе ги слушнавме. Но симптомите кога ќе се појават, тоа значи дека веќе е во напредната фаза дегенеративната промена која што се јавува кај организмот. За разлика од овие дегенеративни промени кои што ги објаснивме, на пример ревматскиот артрит, кој што ја генерално сметам дека кога и ќе разговараме со пациенти, ревмата ја препознаваа токму во ревматскиот артрит. Е воспалително заболување, каде што имате воспаление на обвивката на зглобот, на мекиот дел на обвивката на зглобот, на синовијата. И таа тој воспалителен процес предизвикува сосема поинаква симптоматологија која што е многу поакутна од дегенеративните промени. Тогаш имате отекување на местото на зглобот. Може да има отекување и на тетивите и на лигаментите, може да има воспалителен процес и на нив, меѓутоа доминантно е отекување на зглобот, зголемување на течноста во зглобот. 4 карактеристични симптоми се присутни тука и тие не можете да ги заобиколите. Обично е зголемување на телесната температура локално на местото каде што се наоѓа болката. Потоа се јавува црвенило кое што е карактеристично, оток и болка. Тоа се 4 карактеристични симптоми. И карактеристично, например, за ревматскиот артрит е што е секогаш симетричен. Ако ве болат колената, ќе ве болат двете колена. Ако ве болат лактовите, ќе ве болат двата лакта. Нема само на едната страна. Ако ве болат прстите, обично ги зафаќа проксималните делови на прстите. Добро. Овие делови на прстите, рачните зглобови, колената и некојаш може да ги зафаќа и останатите делови од така, значи уште еднаш да повториме, на ревматскиот артритис треба двете раце да болат и двете нозе, колена. Неколку се симптоми карактеристични. Симетријата која што веќе ја споменавме, утринската вкочанетост и утринската болка, која што како поминува текот на денот, така болката се намалува. Затоа што движењето ја подобрува циркулацијата, моториката, трофијата на мускулите исто така. Ја го намалуваат отокот, кој што е една од основните причини зашто и се јавува болката во зглобовите. И со текот на времето, како што има големи движења, повеќе движења во текот на денот, така и се намалува и ограниченоста и болната неподвижност на зглобот, односно станувате се поподвижни. Сега доаѓаме до тој момент кога ќе следи прашањето, односно и совет од ваша страна,
потребна е физичка активност, значи, покрај физикалната терапија. Или... Зависи за која Така, да разграничиме, зашто и зависи за која фаза. Убави совети ќе слушнеме повторно. Значи, во акутната фаза, например, на ревматскиот артрит, кога имате симетрично болни колена, кога имате утринска вкочанетост и кога имате навистина воспалителен процес кој што е исклучително дисеминиран низ организмот, таа болка може да се третира и медикаментозно иницијално. Обично се користат нестероидни антиинфламаторни лекови или кортикостероиди со цел да се намали таа отеченост во зглобовите. И во таа акутна фаза обично не се препорачуваат вежби кои што би биле подинамични. Ако зборуваме за делот на физикална терапија, особено за кинезитерапија, кога што имаме примера на вежби, тие доаѓаат во така наречената субакутна или идеално во хроничната фаза на болеста. Болеста на ревматскиот артрит има фаза на екзацербација, односно на влошување на болеста, и има фаза на ремисија на болеста. Во фазата на ремисијата на болеста, во фазата кога веќе се повлекуваат главните симптоми со оние 4 препознатливи симптоми кои што веќе ги споменавме, тогаш таа кинезитерапија, таа физикална терапија е многу по-апликативна, многу по-применлива и многу е по-исправно да се искористи во тој период. Во првиот период, кога имаме доминантно воспаление на зглобовите, на тетивите, на мускулите, на лигаментите, тогаш се користат така наречени статички вежби или вежби на позиционирање. Се става во одредена позиција. Од пациентот кој што се Тоа е одлична констатација, затоа што секој пациент во зависност од фазата на болеста и во зависност од стадиумот на болеста има индивидуален пристап. Значи за сите е различно. Не можеме да кажеме дека имаме униформен став. Па да се советуваме едни со други, за сите, да кажеме, знаете што одлично е да почнете со физикална терапија и да имате физикална терапија која што ќе биде со активни или пасивно подпомогнати вежби, а да биде во акутна фаза и да направиме уште поголем проблем. Истото важи и за физикалните процедури. Например, во делот на болеста кога имате претежно воспалителен процес, непожелно е да користите термотерапија, да користите топлотни методи кои што се користат во понатамошниот процес кој ќе навлезе во субакутна или подобро уште во хронична фаза. Тогаш, значи во иницијалната фаза на акутно воспаление се користи обично криотерапија. Значи сосема се диаметрално различни процедурите. Така да ако пробате да на своја рака да давате терапии кои што се да си го загреете коленото во акутна фаза, ќе направите уште поголем проблем. Затоа најдобро е овие совети да се следат. Но јубаво и ова утро што ги споделуваме, Така, тоа се практични совети кои што се јасни и разбирливи, кои што може да бидат нели применливи за секој пациент, меѓутоа најдобриот пристап е навистина секој пациент кој што има оваков тип на заболување, дали се инфламаторни или се дегенеративни, да биде препратен на физијатар и на физиотерапевт со цел да може навистина да се даде вистинската терапија во вистинскиот период кога тоа е што ќе помогне, така. Јас многу би сакала овие последните минути од нашиот разговор да прашам за бањите. Кои пациенти со оглед на тоа дека не следат нели повозрасната популација и кои пациенти треба да посетуваат бања? И зошто? Има пропишано, дури законски и фондовски уредено тоа, дека по одредени интервенции кои што се хируршки, бањското лекување е препорачано. И бањите кои што даваат посебно физикална терапија во делот на во делот на давање на здравствени услуги, на тој начин се поврзани со здравствениот систем. Обично после било какви травматски промени, после било какви дегенеративни промени кои што се решаваат оперативно хируршки кои што треба да се решат, бањското лекување е едно од идеалните лекувања кои што може да се препорачат. Од друга страна, физикалната терапија која што се дава и во бањското лекување, и во клиниката за физикална медицина и рехабилитација, и во здравствените домови во државата, па и во останатите болници каде што имаме центри за физикална терапија и рехабилитација, се аплицира и во бањското лекување. Нема разлика од едната до другата терапија. Така да сите хронични болести кои што ги имате, без разлика може да вие да оперирате некоја дегенеративна промена, а притоа да имате хронични болести кои што исто така имаат потреба од физикална терапија. Истите ќе ви бидат дадени во
периодот кога ќе посетувате бањско лекување. Така да нема голема разлика помеѓу бањското лекување и она што го правиме ние на клиниката за физикална медицина. Така, само водата што ја користат. Така е, тоа е она посебна вода која што велиме дека има некои посебни својства. Или пак како да се заминале на еден одмор. Да. И тоа е една од активен одмор кој што дефинитивно ќе ја подобри здравствената состојба на пациентот после еден, да кажеме, оперативен третман. Кога споменав рехабилитација, би сакала да ве прашам да не го избегнам и тоа за пациенти имаме сега во вашиот центар за физикална терапија за повредените од кочани. Во моментов се двајца, така? Да, во моментов имаме 2 пациенти кои што се... Но подготвено и за останатите кои што треба да пристигнат. Ние подолг временски период се подготвувавме. Практично го антиципиравме процесот на рехабилитација кај децата кои што беа повредени во кочани. И знаевме дека ќе дојде периодот кога ќе треба да се рехабилитираат истите. Знаеме дека последиците кои што настануваат после изгореници може да бидат долготрајни и дека рехабилитацијата, враќањето во нормален живот на тие деца ќе биде исклучително сложен процес кој што може да потреби подолг временски период. Во моментот, како што споменавте, имаме 2 млади пациенти на 18 и на 20 годишна возраст. Се работи за пациенти кои што имаат... Едниот од пациентите има доминантно изгореници на вратот и на рацете, а другиот пациент има трауматски повреди, кои што се настанат иницијално во периодот кога за време на трагедијата нели се напушта објектот во дискотеката во Кочани. Тие травматски повреди кои што се настанати сега се манифестирани особено во делот на лумбалниот дел на ребетниот столб со една интензивна болка која што може да се третира со одредени физикални процедури кај нас и истите се аплицираат. Така да во конкретниот случај се работи за 2 засебни случаи во кои што едниот имаме повреди со изгореници, а во другиот имаме травматски повреди. Но секако дека тоа само покажува дека клиниката е подготвена за било какво сценарио кое што во случајот поврзано со трагедијата со Кочани може да даде квалитетна рехабилитација на било кој од пациентите кои што беа повредени таму. Да им посакаме само добро здравје и понатаму и убаво да се рехабилитираат и како што е потребно. Се разбира, вие ќе им ја дадете целосната ваша поддршка и нега која што им е потребна. Колку што е потребно и до кога е потребно. Ете така. За крај од разговорот, ајде малку совети до сите нас кои што ги чувствуваме промените на времето и така натаму, како што кажа Исусе, 50+, но споменавме дека и веќе од 30-та нагоре, но не се толку засилени. Симптомите се засилуваат како што се поминуваат годините. Што да сториме? Навистина е жално што жално посебно вие жените имате предиспозиции поради хормоналните промени да развивате ревматски заболувања, особено ревматскиот артрит е карактеристичен после 4-та деценија од животот и хормоните се еден од делот кои што дополнително допринесуваат за тоа да биде. Во сите светските статистики се вели дека на секои 4 пациенти 5-тиот е машко. Ете. Во толку лоша позиција сте. Така да не е тоа болест. И не се жалиме толку многу. Секако знаеме. Секогаш се мажите поиздржливи. Извинете, жените поиздржливи од мажите, така да сосема ми е јасно зашто е тоа така. Но не е тоа болест која што е неочекувана, тоа е состојба која што доаѓа со годините. Обично, како што кажав, е врзана е сензитивна за полот. И меѓутоа дегенеративните промени, па за разлика од тоа, на пример, има промени кои што се, како што е анкилозирачкиот спондилит. Е болест која што е малку поретка, уствари многу поретка, ама па е многу почеста кај мажите. Многу е поретка кај жените. После 40-та година сите сме жртви, како што кажав, на тие дегенеративни и воспалителни промени кои што се класифицирани како ревматски заболувања. И сите помалку или повеќе ќе треба да ги трпиме, така да... Но затоа постои физикалната медицина и рехабилитацијата за да се забават и да се најде соодветна терапија за да се намалат болките, подобри подвижноста и подобри квалитетот на животот. Така, многу благодарам што одвоивте време ова утро да ни бидете дел од утринската програма. Впрочем, задоволството е на наша страна како и секогаш кога сте наш гостин и се гледаме повторно на друга тема. Уште еднаш ви благодарам за поканата и секогаш на секоја покана знаете
дека радо гостувам во вашата телевизија. И благодарам. Исто така, штом сте пациентите во вистински раце, јас само ќе речам со помини, со песна нека поминува секоја една неповолна ситуација или секоја болка која ја имаат.